Комуналните предпријатија од општините Виница, Чешинова, Блешево и Зрновци се уште не му плаќаат на комуналното предпријатие Водовод Кочани за изфрлање на отпадот на депонијата кај селото Бели. Висината на надоместокот, што бил побаран, е неприфатлива за трите комунални предпријатија. Поради тоа, договорот што произлегол како обврска од потпишаниот меморандум за соработка до сега не е склучен. На последната седница на Советот на општина Виница, одговарајќи на советничко прашање за ослободување на граѓаните од обврската да плаќаат ѓубрарина за периодот додека не ја добивале услугата, градоначалникот Миле Петков нагласи дека во текот на идната недела повторно ќе се разговара за меѓусебните обврски на 4 општини. Ние ме подпишаме меморандум за соработка сите 4 општини и обврска беше да после подпишувањето на меморандумот да склучиме меѓусебен договор со општина Кочани за да се одреди цена за права и обврски на општините према комуналното предпријатие Водовод Кочани. Договорот е направен, ама уште не е подпишен. Нуди се цена од страна на општина Кочани, која што реално е многу висока за сите други општини. И за тоа не е подпишен. У понеделник имаме закажано состанок во Министерството за животна средина, сите 4 општини, со представници од проектот и од Министерството. И една од точките што ќе се разгледат ќе биде и тај договор, за да може да се договорим за некоја цена која што ќе биде прифатлива за сите општини. Дополнително, Петков објасни дека не може да се излезе со прецизен заклучок колку и дали треба да се ослободат граѓаните на Виница од плаќање ѓубрарина за ноември и дел од декември, со оглед што ќе има надоместок што комуналното предпријатие Солидарност ќе треба да го плати, а чија висина во моментот не е позната. Реално ќе има цена за плаќање и трошоците за носење на отпадот ќе биде значително зголемени за разлика од сега. По мене, прво треба да почекаме да видиме да се подпишат тие договори, да се види колку ќе биде обврската на општината према Водовод од Кочани, за да видиме дали да намалеме или да не намалеме. Или дали да зголеме ѓубрарината или да не ја зголеме. Значи, од тоа ќе зависат следните чекори. И за тоа подобро да го решиме тоа прво Министерството, па после да излеземе со прецизни бројки, па да не биде тоа на штети и на комуналното и на општината. По протестот на граѓаните на Кочани и блокадата на патот кон депонијата кај Бели, трите соседни општини не го изфрлаа комуналниот отпад околу 1,5 месец. Во средината на декември минатата година, 4 соседни општини подпишаа меморандум за соработка, според кој требаше да се плаќа надоместок за оваа услуга, а средствата да се користат за покривање на трошоците за уредување и одржување на депонијата.